Социјално загрозени семејства од Кратово добија станови од државата. Семејствата Петрови и Петкови денес ги добија клучевите од новите домови во Кратово. Тие по повеќе децении се израдуваа и добија свој дом. Лидерот на ВМРО ДПМН Груевски им ветил дека ќе се разгледаат процедурите и законските можности со цел да се дојде до трајно решение. За помалку од 2 месеци тие денес ги добија клучевите од своите нови станови. Шестчленото семејство на Ѓоргија Петров живеел заедно со други 3 семејства во еден заеднички стан, а денес тој доби стан од 76 метри квадратни. Станува збор за 600-члено семејство, кој што во претходниот период живееле, 3 семејства во 70 квадрати, а денеска му даваме можност на ова 600-члено семејство, од кои се 4 дечина, да можат нормално да екзистират и да се развиваат во еден стан од 70 метри квадратни. Второто семејство кое доби стан е семејството на Бобан Петков. Пред овој среќен ден, тој 15 години живеел под кирија. Јас под кирија сум во Кратово 15 години и конечно ми се реши стамбеното прашање во Кратово, пошто јас сум од село. Вие сте трочлено семејство, на пат четворочлено семејство, така? Ајде да се множите, ви посакувам се најдобро. Клучевите ги додели директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов, откако претходно позитивно се изјаснила Комисијата за стамбен простор при владата на Република Македонија, утврдувајќи дека биле исполнети сите законски процедури. 4 семејства, поточно денеска овие две што ги доделуваме, ги исполнуваат условите и донесено е позитивно решение од страна на Комисијата, но и кај нас, по донесувањето на решението од Комисијата се склучува договор за користење, поточно за плаќање на одредена закупнина према нас како акционерско друштво. Ова можност за мене представува големо решение, за стамбеното прашање. Јас јавно сакам да се заблагодарам на оваа влада, посебно на претседателот Никола Груевски, што ми вети во Кратово дека ќе се разгледат моите документи и еве денеска конечно позитивно е решено. Радоста не можеа да ја сокријат семејствата на кои им се реши ова најголемо животно прашање.